Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Во продолжение следуваат настаните што го одбележаа денот. Државната изборна комисија од општините побара услови за изборните комисии. 14 септември е краен рок за листи на кандидати. Цивил ги награди најуспешните фото и видео стории. Улицата Браќа Чакреви во Ѓорче Петров целосно се реконструира. Сите општини и градот Скопје треба најдоцна до денеска јавно да ги објават локациите и цените за закуп на рекламните паноа и билборди, а најдоцна до 25 август 2017 година општините и градот Скопје се должни да ги објават условите за добивање право за користење на местата за истакнување изборни плакати. Државната изборна комисија се обратила до сите општини да обезбедат соодветни просторни и технички услови за работа на општинските изборни комисии заради непречено организирање и спроведување на локалните избори на 15 октомври 2017. ДИК ги известила сите општини и градот Скопје дека се должни најдоцна до 11 август 2017 година јавно да ги објават локациите и цените за закуп на рекламните паноа и билборди, а дека најдоцна до 25 август 2017 година општините и градот Скопје се должни да ги објават условите за добивање право за користење на местата за истакнување изборни плакати. Исто така, Државната изборна комисија ги извести општините и градот Скопје дека средствата за спроведување на локалните избори се обезбедуваат од буџетот на општината и градот Скопје и со нив располага општинската изборна комисија, односно изборната комисија на градот Скопје, освен средствата за изборниот материјал кои се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија и со нив располага Државната изборна комисија, соопшти ДИК. ДИК исто така потсетува дека денеска е крајниот рок до кога печатените медиуми и електронските медиуми, вклучувајќи ги интернет порталите, се должни ценовниците да ги достават до ДИК, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција, а радиодифузерите да ги достават и до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. ДИК во известувањето нагласува и дека согласно со роковникот за извршување изборни действија 14 септември 2017 година е крајниот рок за поднесување листи на кандидати за локалните избори 2017, а не 9 септември како што објавиле дел од медиумите. Градежни работи во општините Ѓорче Петров и Газибаба. Деталите малку подоцна во вестите. Граѓанската организација Цивил денеска додели 5 награди за најуспешни фото и видео стории на граѓански новинари, кои зборуваат за злоупотреби, кршење на човековите и работничките права, социјална неправда, пречекорување на овластувањата и негрижата на институциите. Прилозите од граѓански новинари се наградени со вредностни ваучери. Граѓанската организација Цивил денеска ги додели наградите за најуспешните фото и видео стории, на како што велат граѓанските новинарки и новинари од изминатите 2 месеца. Доделени беа 5 награди со различна тематика, меѓу кои имаше за непочитувањето на работодавците за забрана за работа на отворено за време на високи температури, за кучиње скитници, руинирана спортска сала во Крушево, како и за градинката во Чаир во која се практикува религиозна содржина. Неподнослива беше, јас од 1,5 минута само се препатив, а тие работеа долго и таа не само овој ден, тука работеа континуирано повеќе денови. Во моментот се прави другата страна на улицата, овие денови не ги гледам толку, но додека овој дел се правеше беше језивен. Мислам, тоа што беше поинтересно е дека се заангажирав, ми пратија пријатели број, се заангажирав да се јавам. И прва не ми крева, а после ми се јави многу чудна соговорничка, која што ми кажа дека имаат 3 инспектори на терен и немаат баш можност да стигнат секаде. Според организаторите, сите 5 наградени истории во изминатите 2 месеца предизвикале бурни реакции во јавноста, но исто така извршиле притисок врз институциите за решавање на проблемите за кои се зборува, од кршење на човековите и работничките права до темите за социјална неправда, пречекорување на овластувањата и негрижата на институциите.
токму граѓанските новинарки и новинари се оние кои ја отворија приказната, ја представија пред македонската јавност, а секако и пред светската јавност. Стотици илјади луѓе ги видоа нивните прилози. Заедно со овие 5 награди денеска што ќе ги доделивме 70 награди за прилози од граѓански новинарки и новинари. Тоа се прилози кои зборуваат за злоупотреби, за кршење на човековите права. Меѓутоа, исто така зборуваа за инфраструктурни проблеми кои се предизвикани од негрижата на институциите. Или пак тоа беа прилози кои зборуваа за тоа дека социјалната правда во Република Македонија е сериозно загрозена. Исто така, тоа се прилози кои ги предизвикаа институциите да преземат чекори за да ги поправат своите политики и практики. Граѓански објектив е проект на Цивил, кој веќе втора година им отвара можност на граѓаните да ги објавуваат своите стории слободно и без цензура. Цивил ги повикува сите граѓани да учествуваат во проектот Граѓански објектив и да станат дел од големото семејство на граѓански новинарки и новинари ширум светот, кои го менуваат општеството со својот активизам. Улицата Брајќа Чакреви во општина Ѓорче Петров во должина од 330 метри и широчина од 6 метри е целосно реконструирана, при што се изградени нови тротоари, а поставено е и ново улично осветлување. Со отстранување на старата и поставување на нова асфалтна подлога, заврши целосната реконструкција на улицата Брајќа Чакреви во општина Ѓорче Петров. Реконструкцијата опфати промена на коловозот, изградени се нови тротоари со широчина од 1,5 метар, а изведена е и нова атмосферска канализација со широчина на цевките од 250 мм. Поставено е и ново улично осветлување. Улицата е со должина од 330 метри и широчина од 6 метри. Работите ги изведуваше АД Карпош Скопје. Средствата за реализацијата на проектот во висина од 10,8 милиони динари ги обезбеди Министерството за транспорт и врски и општина Ѓорче Петров, се вели во соопштението на општината. Во населеното место Трубарево во тек е изградба на примарен колектор и изградба на секундарна мрежа. Општина Газибаба ги информира граѓаните на Трубарево дека на терен се изведуваат градежни работи на двете припумпни станици и на секундарната мрежа, која заедно со приклучоците е во должина од 12 метри. Инаку изградбата на канализацијата во ова населено место е примерен проект, финансиран од општина Газибаба, додека во секундарната покрај општината се вклучени и граѓаните со своји средства. Делови од општините Карпош и Студеничани во понеделник ќе останат без напајување со електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во понеделник без електрична енергија заради изведување закажани технички зафати во периодот од 5 до 10 часот ќе останат корисниците од село Батинци и село Љубош во општина Студеничани. Во периодот од 9 до 13 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Радобил и дел од улицата Девол во општина Карпош. Во периодот од 10 до 12 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Киро Гавриловски, дел од улицата Славе Деловски, како и дел од улицата Елисије Поповски Марко во општина Карпош. Во периодот од 9 до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од Визбегово и околината во општина Карпош. Синоптичарите најавуваат значителен пад на температурата на воздухот, посебно во недела, но од понеделник не очекуваат топли денови со високи температури. Уште денеска времето ќе биде сончево и многу топло, со максимални температури од 33 до 40 степени. Веќе од утре ќе имаме постепена промена на времето,
Во текот на денот облачноста ќе се зголемува, попладне ќе има и локална појава на мрежи, а поинтензивни процеси се очекуваат кон крајот на денот и во ноќните часови, особено во североисточните делови од земјата, меѓутоа не е исклучено и во други делови од земјата да имаме појава на дожд и грмежи, меѓутоа сепак најинтензивни се очекува процесите да бидат во овие делови. Во овие делови, како што кажав, значи ќе има појава на интензивен пороен дожд, силен ветер, а можна и појава на град. Температурата и утре е релативно висока се уште, ќе биде во интервал од 31 до 39 степени, а позначителен пад ќе имаме во недела, кога времето ќе биде променливо облачно со засилен северен ветер и со услови за локален дожд, особено предпладне, а максималната температура во недела ќе биде во интервал од 22 до 29 степени, во Скопје околу 26 степени. Од понеделник веќе имаме повторно стабилно време, сончево со мала до умерена облачност, па така во понеделник максималната температура ќе биде во интервал од 25 до 32 степена. Утрата ќе бидат свежи и утринските температури во почетокот на следната недела ќе бидат некаде помеѓу 9 и 18 степени. Очекуваат ли повторно високи температури какви што имавме изминатиот период? Температурата ќе биде во постепено покачување, потопло повторно се очекува кон крајот на следната седмица, меѓутоа сепак температурите не очекуваме да бидат толку високи како во изминатиот период. Матамамите беше и последната содржина предвидена за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со нашата програма. Довидување.